Добар ден, драги ученици! Јас сум наставникот Драган Станојковски, предавам физичко и здравствено образование од Основното училиште Свети Кирил и Методи во општина Центар Скопје. Денешната наставна единица е вежби со палица. Целите на оваа наставна единица се развивање на базичната моторика, зголемени амплитуди на движење и адаптирање на организмот за зголемени напори. Да умееме да ја јакнеме, растенуваме и лававиме мускулатурата. Да умееме да ја развиваме општата моторика. Очекувани резултати од оваа наставна единица. Учениците да ја совладаат техниката на правилна изведба на комплекс од вежби за позитивен анатомско, физиолошки, функционален и моторички развој. Вежби за правилен раст и развој. Вежбите и игрите за правилен физички развој и подготовка се основна потреба на учениците за перманентно подигнување на општите физички способности и подвижност на локомоторниот апарат и организмот во целина. На часовите по физичко и здравствено образование задолжително се изведуваат вежби за правилен раст и развој на физичките способности или вежби за оформување на телото, кои на учениците им овозможуваат да ги подготват мускулите и зглобовите за извршување на посложени вежби, со цел да се избегнат евентуални повреди на часовите. Вежбите за обликување со справи и реквизити се сметаат дека се доста корисни, имајќи во предвид дека со користењето на справата вежбањето може попрецизно да се одреди. Воедно тежината на справата го зголемува оптоварувањето врз мускулите и врз апаратот за движење, а со тоа и на целиот организам, но воедно помага и врз развој на прецизност, готово на раце. Изборот на справи и помагала денеска е разноврсен. Меѓутоа во праксата најчесто се користат медицинки, палки, топки, јажиња, кратки и долги, вреќи полнети со песок, обрачи, чуњеви и слично. На овој час ќе прикажеме неколку вежби со палици кои ќе бидат од огромно значење за растот и развојот на нашето тело доколку се изведуваат правилно. Вежба број 1. Во почетна положба ја земаме палицата со двете раце испружени надоле пред своето тело, ги подигнуваме над главата и повторно ги враќаме во почетната положба. Вежбата ја повторуваме 3 серии по 6 пати. Вежба број 2. Со втората вежба ги јакнеме мускулите на рацете и раменскиот појас. Во исправена положба палката ја заглавуваме позади грбот со помош на двата лакти од рацете. Во наредниот дел од вежбата правиме предклон нанапред и повторно се враќаме на почетната положба. Вежбата ја повторуваме 3 серии по 6 пати. Вежба број 3. Со третата вежба ги јакнеме мускулите на грбот. Во исправена положба палката ја заглавуваме позади грбот со помош на двата лакти од рацете. Нозете се во расчекорен став. Во наредниот дел од вежбата правиме предклон на трупот на едната и другата страна и повторно се враќаме на почетната положба. Вежбата ја повторуваме 3 серии по 6 пати. Вежба број 4. Во почетна положба стоење исправено, палката е вертикално пред нас, држејќи ја со левата рака на долниот, а десната во горниот дел на палката. Правиме отклон во двете страни наизменично неколку пати. Потоа ги менуваме рацете и истото го повторуваме. Во стоење, вежба број 5. Во стоење исправено, со испружени раце се држи палката пред себе. Се спушта палката надолу и се прескокнува со едната нога. Палката не смее при тоа да се испушти. Со оваа вежба ги јакнеме мускулите на нозете и стомашните мускули. Вежбата ја повторуваме 3 серии по 4 пати. Вежба број 6. Во почетна положба легнати на грб, палката ја ставаме позади главата, држејќи ја со двете раце испружени. Следно ги подигнуваме двете нозе нагоре, а во истиот момент палката со двете раце ја подигнуваме во висина и ја ставаме позади нозете. Со оваа вежба ги јакнеме мускулите на нозете и стомашните мускули. Вежбата ја повторуваме 3 серии по 4 пати. Вежба број 7. Во почетна положба легнати на стомак, палката се држи пред главата, вертикално подпрена со едниот дел на земјата. Држејќи ја со двете раце од долниот дел, се искачуваме до крајот на палката, подигајќи го трупот нагоре. Вежбата ја повторуваме 3 серии по 6 пати.
Вежба број 8. Во почетна положба, легнати на стомак, палката ја ставаме позади грбот, држејќи ја со двете раце. Следно го подигнуваме трупот наназад и нагоре, а палката максимално со двете раце ја подигнуваме во висина. Со оваа вежба ги јакнеме грбните мускули. Вежбата ја повторуваме 3 серии по 6 пати. Ви благодариме на вниманието.